Време е за најдоброто во нашата општина. Денеска нема да бидеме скромни, иако секогаш сме биле. Последните 4 години со град кој што има различна структура и димензија успеавме да се вброиме и да застанеме помеѓу редовите со најактуелните и најмодерните градови во државата. Не како нив, туку уште подобри од претходно. Од Иберово секогаш и секаде плени со својата харизма, но и со својата атрактивност, култура и ниво на високо социоекономски стандарди. Кога би требало да говорам за Берово, би ми требало време и сепак не би бил сигурен дали би ги искористил вистинските, односно алтернативните зборови кои што би значале напредок, промена и вистинска грижа за граѓаните. Можеби моите зборови се себични или пак напротив изгледал како такви. Но едно е сигурно дека во изминатите 4 години во Берово се покажа што значи да се има вистинска грижа за сите граѓани, за подобрување на животниот стандард, а пред се за грижата на младите. Работите сигурно се менуваат на подобро. Успешните економски политики предводени од првиот човек на општина Берово, господин Звонко Пекевски, заедно со владата и целиот тим придонесоа да имаме една стабилна, развојна и динамична социоекономска политика. Дека Берово се грижи не само за беровчани, туку и за сите оние кои што се чувствуваат така, говорат и фактите дека првите луѓе во општината се доследни на своите верувања. Успеа да го вратат достоинството помеѓу работниците. Континуирано работат и ја реализираат видливо и реално разликата од конкурентите. Она што е сигурно е дека сепак се продолжува да се создава и да се инвестира, да се гради една перспективна иднина. Таа секако е наш човек. Човек од првите борбени редови за правдата и трудот. Таа е човек кој по професија е лекар. Лекар, јас ке речам дека е борец во секоја смисла на зборот. Таа години наназад се грижи за здравјето на нашите луѓе, а граѓаните несебично ја препознаваат посветената работа, трудот и обезбедувањето на подобрите стандарди и желбата за да се понуди најдоброто не само во државата, туку и во нашата општина. Поздравете ја министерката за труд и социјална политика, госпоѓа Јагода Шахпаска. Благодарам за најубавата најава од кога се занимавам со политика. Почитувани беровчанки, почитувани беровчани, драги мои сограѓани. Денес сме овде со посебен повод да го промовираме сегашниот и идниот градоначалник на општина Берово, Звонко Пекевски. Заради своите обврски нема време да пишувам говори, се обидов да импровизирам пиејќи го кафето со семејството, меѓутоа навистина нема потреба да пишувате говори за човек чии дела доволно зборуваат. Пред 4 години, пред сите вас, пред сите нас, Звонко излезе со својата изборна програма како кандидат за градоначалник после еден долг период на владење на режимот на претходната власт. И навистина беше тоа една квалитетна, убаво срочена изборна програма која ветуваше и имаше голем број на проекти. И дилемата што ние имавме како граѓани беше дали ќе има време во идните 4 години тоа да го реализира. Меѓутоа, денес ова што го гледаме на дисплејот, она што го гледаме во околу нас, говори дека повеќе од 95% од програмата Звонко Пекевски со локалната самоуправа успеа и ја реализираше. За да еден градоначалник биде успешен, треба да ги реализира капиталните проекти. Капиталните проекти почнувајќи од инфраструктурата. Секако со поддршка на централната власт, која како и на останатите градови, овозможи на локалната самоуправа да им помогне во исплата на 50% од долговите на општините кои беа навистина заглавени до гуш. Меѓутоа, со поддршка на централната власт, Берово го отворивме кон светот. Пристапните регионални патишта кон Виница, кон Струмица, кон Делчево, кон граничниот премин Клепало говорат за тоа колку на оваа власт е значена секоја педа од државата. Но
капиталните проекти кои што се тука на локално ниво ги адресираат проблемите на вас, граѓаните, учениците, студентите, пензионерите, жителите на општина Берово. Од каде да почнам? Дали од туристичката населба Беровско езеро, каде се уредува водоводната мрежа? Дали навлезлите партии во градот, каде што се наоѓа Старскиот дом со проширени 2 крила и зголемен капацитет на 39 легла за сместување на стари лица, што говори за грижата на локалната самоуправа за најстарите кои што го градеа нашиот град. Понатаму да се свртиме по улиците што се изградени во градот. Читајќи го она што Звонко го направил, прочитав бројка од 20 реновирани, реконструирани улици во општина Берово, во градот Берово. Овај прекрасен кеј на Брегалница беше едно место кое не е привлечно за прошетка во вечерните часови долги години наназад. Јас сум 31 година сна и верувајте, горда сум кога се вратам за прошетката по кеот, затоа што е целосно осветлен и затоа што е направена прекрасна пешачка патека од двете страни на реката. Ова катче кај што денес се собравме за да разговараме за успесите на Звонко Пекески, говори за тоа дека направивме атрактивно место каде одмараат не само нашите мештани, нашите сограѓани, туку сите туристи кои што доаѓаат во Берово, овде одмараат барем половина час. Да говорам ли за капиталните проекти во основното образование? Она што е пред нас, основното училиште, реконструкциите кои што се случуваа во текот на изминатите 4 години. За првата реконструкција и проширување на детската градинка со дополнителни 4 занимални од пред 40 на години, кога првпат беше изградена. Капиталните проекти во секое населено место. Не постои населено место каде не е направена барем 1, 2, 3 улици. Не постои населено место каде не се инвестира во квалитетно собирање на отпадот, изградба на канализациона мрежа, изградба на водоводна мрежа. Во моментот се градат улици во село Двориште. Се поставува нов цевковод за да граѓаните на село Двориште имаат квалитетна вода за пиење. Завршен е конечно и проектот за изградба на канализација во населеното место Мачево. Меѓутоа, не дојдов да му бидам адвокат на Звонко Пекески. Тоа вие многу подобро од мене го знаете и го гледате. Јас ќе говорам за Звонко низ една друга призма. Кога доаѓате да работите работа од јавен интерес, затоа што ние сме луѓе кои што работат за интересот на граѓаните, како што е градоначалничката позиција, обраќајќи се пред вашите граѓани, ви треба прво да сте човек. Меѓутоа човек во вистинска смисла на зборот. Човек кој што има личен интегритет. Човек кој за себе има прекрасно семејство, без чија поддршка не може да стигне ни до гимназијата. Затоа што бара максимална посветеност. Бара многу време. Бара време без можности да се посвети на собственото семејство, но да се посвети на своето големо семејство, на граѓаните, на целата општина. А Звонко сето тоа го поседува. Имаше визијата како Берово пред 4 години ќе изгледа денес и ние сме сведоци дека тоа го остварил. Потребни се менаџерски и организаторски способности. Потребно е, што би рекле вие малешевци, многу трчање. А Звонко, одговорно тврдам, еден од најнеуморните градоначалници на нашата држава. Знаете како е дефиниран во институциите? На градоначалникот од Берово не можете да му кажете не. Ќе се провне низ иглени уши и 100 пати ќе ви тропни на врата. Дали се работи за систематизација, дали се работи за согласност, дали се работи за обезбедување на средства. Едноставно не можете да кажете не, затоа што ќе најде начин и ќе ве убеди, ќе го добие проектот кој што го зацртал. Затоа секако му е потребна поддршката со централната власт. Затоа треба неверојатна посветеност и пожртвуваност. Меѓутоа, треба да имате моќ да откриете кои се луѓето што треба да ве пратат во реализација на вашата цел. Линковите, контактите со представници на дипломатскиот кор, амбасадите, со бројни донатори кои што продефилираа во нашиот град и кои што се потрудија да дел од проектите бидат инвестирани и поддржани со нивна помош, говорат за тоа колку многу труд треба да се вложи ако сакате да бидете успешен.
Да не говорам за проектите регионални, за соработката со градоначалниците од соседните општини, за соработката со градоначалниците од источниот плански регион, затоа што имаме проекти кои што се единствени во регионот. Меѓутоа, не помалку е значајна и прекуграничната соработка. Проект кој што е финансиран со ИПА средства, со нашите пријатели од соседна Бугарија, со кој што Звонко и советниците од Советот на општина Берово, без чија поддршка не би можеле да бидат реализирани проектите и секако со општинската администрација. Звонко успеа да изгради бројни проекти на задоволство на сите нас, меѓутоа и на задоволство и уживање на сите туристи кои што доаѓаат во нашата земја. И јас велам, немате вие дилема. Јас лично немам дилема. На 17 октомври ние треба да избереме да продолжиме Берово да се движи во онај пат по кој што чекори последните 4 години. И јас би рекла, градоначалниче, да си ги засукате ракавите. Да го завршите она што и те како успешно го работевте во изминатите 4 години, а вие, господјо Пекевска и драги деца, бидете подготвени за уште 4 години отсуство на вашиот татко од домот, затоа што навистина ќе го нема. Ти посакувам успех и сигурна победа на 17 октомври. Да го избереме најдоброто за нашата општина, најдобриот кандидат на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ви благодарам. Јас после сите овие компарации нема да должам многу повеќе. Нема да правам уште поголеми и покомплексни компарации. Јас ќе ви речем на сите вас дека тој е наш човек. Човек на Малешевијата, човек на Берово. Отворен и докажан човек, кому повторно му се довери задачата за да продолжи да ја развива општина Берово во вистински правец. Јас сум сигурен, а знам дека сте сигурни и вие, дека Звонко Пекевски е најдоброто за нас и за нашата општина. Слободно, дајте го аплаузот, го заслужува. И затоа, сега заеднички, дозволете ми да го поканиме нашиот сегашен, а иден градоначалник на општина Берово, господин Звонко Пекевски, да ви даде едно сиже за се што има досега сработено и за се она што доправа следува. Градоначалниче, повелете. Почитувана министерке, почитувани граѓани на општина Берово. Функцијата градоначалник бара многу труд, упорност, вложување, многу работа и носи голема одговорност. Вие, драги мои сограѓани, пред 4 години мене ми дадовте довербата. Функцијата градоначалник ја предадов со големи амбиции и уште поголем предизвик да ја оправдам дадената доверба и да докажам дека вашиот избор е навистина правилен. Изминативе 4 години докажавме дека може да се работи поинаку. Нашите политики по сите основи и во сите области се разликуваат од претходните. Општина Берово стана отворена, развојно ориентирана, финансиски стабилна и транспарентна општина во служба на граѓаните. Посветеноста, упорноста и тимската работа, заедно со советниците и општинската администрација, ги дадоа очекуваните резултати. Тие се видливи и ми даваат поттик и мотив да продолжиме да работиме и во следните 4 години. Реализирани се капитални проекти. Проекти од областа на комуналната инфраструктура, енергетската ефикасност, животната средина, социјалната и детската заштита, образованието, противпожарната заштита и други проекти кои го подобруваат животот на граѓаните на Берово и селските населби. Поддршката која ја даваме на спортските клубови и издруженијата на граѓани ја потврдува ангажираноста на локалната самоуправа за секој чинител кој сака да направи нешто за унапредување на општественото живење на кое заеднички се гордееме. 4-годишниот мандат го одбележа исправувањето со светската пандемија од COVID-19, кога моравме да ги ставиме на располагање сите расположиви ресурси во заштита на здравјето на сите наши граѓани
и кога функциониравме во тешки околности, но сепак непречено работевме на реализација на сите започнати проекти. Се подготвуваа нови и се аплицираше кај донаторите. Изминатите 4 години се реализирани голем број на капитални проекти за кои се обезбедени средства од страна донатори, владата на Република Северна Македонија, општинскиот буџет и, што е најважно, без никакво задолжување. Промените се повеќе од очигледни, а тоа е видливо од постигнатите резултати во исклучително тешките околности кои што ги затекнавме. На крајот од мојот 4-годишен мандат како градоначалник, гордо стојам пред вас со голем број успешно реализирани проекти кои ги ветивме во 2017 година. Незадоволни сме од реализираните проекти кои се гордост и сакам ова вечер посебно да ги истакнем. Реализиран е проект од прекогранична соработка за изградба на заштитна ограда и пешечка патека на кејот на река Бреганица, кој понуди целосно осветлување и урбано уредување на градскиот кеј. Изграден е модерен покриен градски пазар. Во целосно запуштени и руинирани површини, кои беа грда слика за Берово, изградена е пешечка патека на река Брегалница, во чии рамки е изграден нов детски парк на улица Партизанска и ново парково уреден простор кај основниот суд кај што денес се наоѓаме, каде служителите и туристите навраќаат, се рекреираат и повремено уживаат. Со изградба на филтер станица, изградба на примарна и секундарна водоводна мрежа на Беровско езеро, се решава долгогодишниот проблем за чиста вода за пиење во оваа туристичка населба, која нуди нови можности за развој на туризмот. Едно од најнаселените села, Беровско двориште, конечно го решава долгогодишниот проблем со несоодветната инфраструктура, со изградбата на повеќе улици во селото, се до Чурилското мало. Исто така, особено сум горд што во мојот мандат, со силна подршка од Министерката за труд и социјална политика госпоѓа Јагода Шахпанска, се изградени 2 ламели од домот за стари лица. Партерно и хортикултурно се уредени дворните површини. Доградени се помошни простории, при што установата стана пријатно место за живење и сместување на вкупно 39 корисници. Еден од поголемите проекти во изминатиот период е секако реконструкцијата на локалниот пат Владимирово Мачево. Детската градинка 23 август за прв пат од своето основање до днес има доградено нови 4 занимални, со кои се возможува зголемен капацитет и истите ќе допринесат за попријатен престој на немалите. Во рамките на патната инфраструктура реконструирани се повеќе од 20 улици во градот, 3 регионални патишта и 10 улици во населените места. И тоа, реконструирана улицата 23 август во центарот на градот, улицата Плачковица, Јури Гагарин, Којова ливада, улицата Прохорчински со дел од краците на истата, улица 5, Георги Димитров, Борис Кидрич, Бел Камен, 11 октомври, Малешка, Марксова, Карпош, Крушевска република, Ѓуро Ѓаковиќ, дел од улицата Димитрije Туцовиќ, улица Јане Сандански, улица 7, крак од улицата Велико Влаховиќ, Колско пешечка патека како спој помеѓу улиците Братство единство и улицата Балканска, пешечка и вело патека како спој помеѓу улиците Гоце Делачев и улицата Борис Кидрич, пешечка патека кај автобуската станица, паркинг просторот пред детската градинка во Берово. Реконструирани се улиците Моша Пијаде во срцето на Берово, дел од патниот правец Берово Клепало и патниот правец Берово Виница. Во рамките на подобрување на патната инфраструктура во населените места, реконструирани се повеќе од 10 улици, меѓу кои ќе ги набројам следниви: улиците Моша Пијаде, Боро Алагјодов, улица 2 и Гоце Делчев, како и локалниот пат Белгаштево Русиново во село Русиново, улицата 1 мај и кракот улицата Маршал Тито во село Ратево, улицата 3 во село Мачево, улицата Брашнарска во село Владимирово, улица од регионалниот пат до црквата во село Смојмирово, а се започна и со реконструкција на главната улица Маршал Тито во село Смојмирово. Во моментот се реконструираат повеќе улици во село Двориште. Понатаму, изграден е колектор крак 4 и 5 од улицата Боро Алагјозов во село Русинов. Изграден е колектор за фекална канализација во село Будинерци. Реконструирана е водоводната
линија на улицата Даме Груев во Берово. Изграден е подпорен зид во село Двориште, изградена е водоводна линија на улицата Прохорчински во Берово. Извршена е регулација на дел од отворениот канал во село Будинерци. Изграден е зафат на цевковод за снабдување со вода за пиење во село Двориште. Реконструиран е тротоарот на улица Маршал Тито на потекот од полициската станица до кружниот тек во Берово. Обезбедени се средства за реконструкција на и изградба на фекална канализација во село Мачево. Изградена е канализациона мрежа Крак 3 во село Русиново и решен е долгогодишниот проблем со урбанизација на селата Владимирово, Русиново, Ратево и Двориште. На неколку крака инсталирано е улично осветлување во туристичката населба Абланица, населбата Манакија, населбата Ширината. Во тек е постапка за осветлување и изградба на пешачка патека во туристичката населба Беровско езеро. Во тек е набавка на современи и нови модерни тезги на ново изградениот градски пазар во Берово. Старите улични светилки се заменуваат со нови штедливи LED светилки во кои во значителна мера ќе допринесат за подобрување на уличното осветлување и секако заштеда на енергија. Општинската зграда секојдневно ја подобрува енергетската ефикасност, при што променета е столаријата и променете подот во канцелариите на општинската администрација. Столаријата е променена и на Домот на културата Димитар Беровски во Берово со нова енергетски ефикасна столарија. Ја подобруваме транспарентноста на Советот на општина Берово, при што инсталирана е опрема за пренос на сцениците на Советот во живо. Секојдневно работиме на подобрување на условите за учење. Во општинското основно училиште Дедо Малешевски Берово променета е столаријата, кровната конструкција, обновена е фасадата, обновена е санитарната опрема, набавен е нов мебел и интериер. Набавени се нови интерактивни табли, набавени се таблети за сите четврто оделенци за следење на новата наставна програма. Реконструирани се спортските терени, реконструиран е подот, урбано уредена дворната површина, уредено е етнолошкото катче. Во подрачното училиште на основното општинско училиште Дедо Малешевци во село Двориште променета е кровната конструкција, столаријата, обновени се подните и зидните површини, оградени се спортските терени. Во село Митрашинци променета е кровната конструкција, оградени спортскиот терен, во село Будинерци осветлен спортскиот терен и поставени се нови кошеви. Во општинското основно училиште Никола Петров Русински во село Русиново реконструирани се спортските терени, ограден е училишниот двор, хортикултурно е уреден, а во тек уредување на влезот во училиштето и реконструирани се зидните површини. Општинското средно училиште Ацо Русковски Берово набави нова информатичка опрема за унапредување на наставниот процес. Со нова модерна и современа опрема е опремет кабинетот за практична настава на туристичко-угостителската струка. Набавени се нови лаптопи, компјутери, реконструирани се тоалетите, а во тек е променена на столаријата. Во рамки на Ромактек програмата 30 ученици роми од Берово добија таблети. Во учебната 2020-2021 година доделени се општински стипендии за талентирани ученици, што представува дополнителна мотивација за учениците да постигнуваат подобри резултати. Активно работевме во сферата на културата се до моментот кога настапи пандемијата од COVID-19, кога заради безбедностни причини и зачувување на јавното здравје, сите настани беа откажани. Најголема потврда на нашата посветеност и активност е богатата програма на Етноплощад фестивалот во 2019 година, новогодишните представи и бројните филмски проекции. Во оваа област од особена важност е што општина Берово обезбеди техничка документација за реконструкција на киносалата во центарот на Берово. Исто така, подигнато е спомен обележје на четворицата загинати бранители од Берово во конфликтот од 2001 година. Зоран Бубевски, Димитар Двојаковски, Никола Пешчевски и Љупчо Мирчовски. Реконструирана е и спомен плочата на нападнатите борци од НОП од Малешевијата во Берово. Во сферата на социјалната заштита, покрај проширувањето на капацитетите на Домот за стари лица доктор Има Влашки, согласно потребите на денешницата, започна да се имплементира проект за нега и грижа на стари лица во домашни услови, при што 60 стари лица од општина Берово добиваат нега и грижа во домашни услови од купно
20 даватели на услугата. За потребите и унапредувањето на социјалните услуги набавено е ново возило Дастер Дачија. Од буџетот на општина Берово за секое новородено дете чии родители се жители на општина Берово се издвојуваат финансиски средства. Од општинскиот буџет се исплатени финансиски средства за секое прваче од територијата на општина Берово и секој ученик во прва година од општинското средно училиште Ацо Русковски Берово. Асоцијацијата Алзас од Франција донира медицинска опрема за унапредување на социјалните услуги во соодветните установи во општина Берово. Општина Берово секоја година учествува на програмата за општинско корисна работа, при што околу 30 лица добиваат платен надоместок, а нивните услуги може да ги користат околу 300 корисници од социјално ранливите категории. Посебно сум горд што општина Берово се наоѓа во групата на високо транспарентни општини кои во целост ги исполнени обврските со закон и на врвот по финансиската транспарентност преку новата веб страна. Од големо значење и фактот дека сметката на општина Берово е одблокирана, така што општина Берово е целосно раздолжена и финансиски стабилна општина со текуно сервисирање на соодветно и текуно настанатите обврски. Работата на комуналното предпријатие и услуга е наше огледало. Затоа посветено работиме во тој правец, а задоволните жители и туристите ни го потврдуваат тоа. Вложуваме во јакнење на капацитетите и техничката опременост на предпријатието. Набавени се 2 нови возила за подигање на отпад, кои ќе допринесат кон европскиот третман на управувањето со отпадот во општината и значително ја олеснуваат работата на јавното комунално предпријатие. Набавен е кипер, набавено е ново возило за собирање на смет, ровокопач, набавена е зелена машина за почисти улици и подобар јавен сервис. Набавена е опрема и возило за чистење на канализација. Општина Берово беше прогласена за најека општина преку конкурсот на Пакомак и Шпарка се банка заради победничките резултати по бројот и квалитетот на екопроектите минатата година, по буџетот потрошен за екологија по жител и зеленило и за соодветно менаџирање на вкупниот генериран отпад, за што доби и соодветна награда, детски реквизити кои се поставени во комплексот Стара гимназија. Услуга Берово го зголеми опфатот за подигнување на комунален отпад во сите населени места и туристички населби. За складирање на отпадот инсталирани се специализирани контейнери за стакло како донација од Пакомак. За унапредување на сервисот за улично осветлување како донација од општествено одговорната компанија Евена Македонија, општина Берово доби специализирано возило. Изградена е нова парцела со која се проширени градските гробишта и извршена интериерно доуредување на градската капела. Хортикултурно се уредуваат јавните површини во градот. После долги години ги унапредивме условите за работа на територијалната противпожарна единица Берово. Институцијата застана на здрави нозе со обезбедување на основни средства за работа. Продолжува посветената работа во јакнење на капацитетите, што е од голема важност за општината и безбедноста на граѓаните. Набавена е нова опрема, 3 нови возила за справување со шумски пожари. Набавени се 2 половни возила за потребите на единицата. Нова опрема за пожарникарите и дрон за локализирање на пожарите. Во тек е имплементација на проектот Волонтери преку граница, во низата успешни проекти од Интерек програмата, преку кој општина Берово ќе набави специјално возило за справување со природни катастрофи со модул за чистење на снежни наноси. Мојот 4-годишен мандат го одбележа и уште една нова инвестиција во Беровско Смомирово со средства од ИПАРТ програмата започнува изградба на фабрика за сушење на овошје и зеленчук. Поставување на агрометеоролошка станица за заштита на земјоделските култури. Берово оваа година блесна прекрасно новогодишно украсено со набавка на нови реквизити за украсување. Општина Берово и Одделението за внатрешни работи Берово започна кампања за безбедност во сообраќајот Паркирај правилно. Во буџетот на општина Берово за 2021 година обезбедени се средства за финансирање на невладините организации. Сувенирницата во центарот на градот прераснува во туристички информативен центар.
Поставени се нови реквизити на кеот на река Брегалница и нов летниковец преку партнерска соработка со приватниот сектор. И уште многу проекти за подобар живот на граѓаните на општина Берово. Искрено се надевам дека и наредниот период ќе ни биде успешен и верувам дека и нашите сограѓани се задоволни од она што досега е сработено. Подобра иднина за сите граѓани на Берово. Под ова мото може да се сублимираат резултатите од работата на локалната самоуправа и општина Берово во периодот од 2017 до 2021 година. Во соработка со вас, почитувани сограѓани, во иднина ќе понудиме многобројни квалитетни решенија на секој еден проблем и посветено ќе работиме за подобра иднина за сите граѓани на општина Берово. Тоа ќе биде нова шанса да продолжиме заедно нашето Берово. Сите не обврзува безкомпромисно да работиме за да ја сочуваме едината, каде посетителите ќе создаваат нови спомени и каде ќе живеат задоволни и насмеани граѓани. На крајот, како градоначалник на општина Берово, во рамки на програмата за подобро утре на нас и на нашите идни генерации, за поквалитетен и удобен живот на сите наши граѓани, и ве повикувам со заеднички стили и многу работа да продолжиме со развојот и напредокот на општина Берово. Ви благодарам. Јас сум убеден дека овој долг маратонски список на градоначалникот не значеше ништо друго туку дека Берово се развива и навистина се грижи за граѓаните. Сепак, задоволство е да се каже дека остануваме сите заеднички, прогресивни, мотивирани и единствено насочени кон политиките кои водат кон напредок, раст и развој, првенствено во нашата општина. Во нашето Берово секогаш, ама секогаш се поместуваат границите. И секогаш тука се решаваат проблемите кои се рак-рана на беровчани. Оти Берово секогаш е на беровчани. Градоначалникот досега, а и во иднина, јас сум сигурен, се надевам дека сте и вие, дека ќе работи посветено и истрајно. Она што Берово им го нуди на беровчани е сигурно најдоброто за нашата општина. Односно, сигурно одиме на победа кон подобра иднина со сегашниот, а и идниот градоначалник на општина Берово, Звонко Пеќевски.